Еве назад во студиото по интервјуто со израелскиот амбасадор Дан Оријан се селиме во Лондон. На линија ја имам колешката Жанета Скрлев за тоа што се случува во Велика Британија. Добро утро, Жанета. Добро утро. Се чини како кризата што се случи во Соединетите Американски држави на некој начин се прелеа и во Велика Британија, демонстрации, но и отстранување на споменици кои имаат некаква поврзаност со робството. Што се случува во моментов? Има ли се уште демонстрации на улиците на Лондон? Утрово се случи една интересна работа, токму додека вие бевте во студио и разговаравте со вашите гости. Полицијата и градежните работници во Бристол од водите на реката Авон ја извлекоа статуата на Едвард Колстон, заменик гувернерот на Royal Africa Company, РАК, која без многу церемонии беше турната од демонстрантите пред некој ден во реката Авон, а сега ја извлекоа и најверојатно ќе биде сместена во некој музеј. Протести, значи, имаше и ќе има. Едвард Колстон инаку беше заменик гувернер на оваа компанија, Royal Africa Company, 12 години и беше одговорен за транспорт на некаде околу 85.000 робови, мажи, жени и деца од Африка во Велика Британија со бродови во очајно лоши услови и околу 20.000 човечки суштества не го преживеа транспортот, како што и можете да си замислите, условите беа баш онака како што гледавме во филмовите. 20.000 човечки суштества кои не го преживеа патувањето беа едноставно фрлани преку палубата на бродовите во морето, во океаните. Наследството на Едвард Колстон во Бристол е големо. Тој со години се обидуваше да се етаблира себе си како филантроп, како човек кој тоа богатство кое го доби преку трговијата со робови, да се етаблира себе си како филантроп, како човек кој се грижи за доброто на народот и веќе во Бристол се уште постојат Колстон Кула, Колстон Авенија, згради, јавни институција, дури едно... Има ли најави дека ќе продолжат демонстрациите и во наредните денови или по ова отстранување на споменици можеби малку ќе се смират тензиите? Има најави, веќе се изготвува список, се организира друштво, организација на луѓе кои, тоа притежно млади луѓе, меѓутоа има и повозрасни научници кои сакаат да ги лоцираат местата низ Велика Британија, низ Лондон, низ поголемите градови во Велика Британија, каде што има статуи кои на луѓе кои имаат врска со робовладетелството и кои го стекнале своето име, углед и богатство со трговија со робови. Лоцирани се некаде над 100 такви споменици и се прават планови како да се отстранат тие споменици. Предпоставувам дека целата ова атмосфера која потекна од Велика Британија со Black Lives Matter, односно црните животи се значајни, важат, тука одекна мощно силно
И не е само со спомениците. Имаат поддршка оваа акција, има поддршка на пример и од лондонскиот градоначалник Садик Кан, кој вели дека ги поддржува напорите на оние луѓе кои сакаат да ги отстранат ваквите споменици кои слават негативни петна во британската историја, посебно Дали централната влада е на истиот став дека треба да се отстранат спомениците? Па тука има поделеност во владата, има некои кои сметаат дека сега не е време, дека во време на коронавирус и во време кога Велика Британија се соочува со сериозни здравствени и економски тешкоти, дека не треба да се занимава и со вакви работи. Меѓутоа, од друга страна, има луѓе кои тврдат дека ако не сега, кога? Заради тоа што на површина исплива многу работи, многу состојби од дискриминацијата на црното, на кафеавото, на населението во Велика Британија, кое се чувствува загрозено од расната и верска нееднаквост и смета дека не смее да се чека и не би требало да се чекаат некои подобри во наводници времиња за да се решаваат основни екзистенцијални прашања на равноправност на населението за подобри времиња. Токму тоа сакам да те прашам за подобри времиња, да направиме една мала споредба во Соединетите Американски држави извадија на медиумите бројни анкети од демонстрантите, каде ги прашува дали има страф од коронавирусот и можам да кажам дека голем дел од анкетираните изјавија животот е важен, но ова е можеби и поважно прашање. Каков е ставот во Британија во однос на коронавирусот? Се плашат ли демонстрантите дека може да се заразат? Се пазат ли при излегувањето на демонстрации? Најголемиот дел носат маски, меѓутоа она оддалеченост која промовира владата од 2 метра не се остварува, барем она ја што го гледав и на протестите во Централен Лондон и на протестите во Бристол, кога ја турна статуата на Едвард Колстон од мостот на реката Авон. Инаку мостот интересно се викаше Перо Джонс. Перо Джонс единствениот роб кој доживеа, така да кажам, да има свој мост во Бристол, инаку се е во знакот на робовладетелите во Бристол, барем засега. Значи, не се одржува протест, демонстрантите носат маски, меѓутоа 2 метра растојание не се одржува. Многу слично од однесувањето на онака како што се однесуваат и во Соединетите држави. Токму, како што рече и ти, ова е нешто што мислам дека и веќе отвори доста прашања во Обединетото кралство, бидејќи долго време беа потиснувани овие прашања и веќе се отвораат доста прашања за дискриминација на црните актери во разноразни академии и институции, во образованието, во филмот, во телевизијата, во други институции да се на Обединетото дека ова кралство. однесување нема да ја влоши состојбата со коронавирусот. Секако борбата за ваквите прашања е важна, но важно е и колективното здравје. Жанета, благодарам за ова вклучување. Секако ќе те побараме пак и во наредните изданија, бидејќи ќе сакаме да следиме состојбата во Обединетото кралство. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.